Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ги имаме да ги доставиме до вас. Денес одлучивме да поразговараме за една многу сензитивна тема, тоа е менталното здравје кај децата и младите, кое што навистина последниве години како е голем проблем и често, особено после ковид пандемијата, некако ми се чини дека сите тие проблеми што се провлекуваа наназад низ годините, уште повеќе се потенцираа кај младите. Пред околу месец дена некаде од прилика и детската амбасада Меѓаш излезе со едно истражување, кои се најчестите проблеми кај менталното здравје кај децата. Тоа се однесува на емоционалната вознемиреност, проблемот со гнев кај младите, страв, вознемиреност, насилство, емоционално, физичко насилство, занемарување, злоупотреба на детскиот труд и така натаму. Би сакала вака некако малку пред да го поздравам мојот денешен гостин, да споменам и за едно истражување кое што беше пред година дена, ова време, во 2023. Тогаш се велеше вака, дека децата во земјава на возраст од 7 до 15 години најчесто имаат проблем со вниманието, концентрацијата и брзината на реакција, когнитивното функционирање на децата на возраст од 7 до 15 години е тоа што е како заклучок на професор доктор Слагјана Ангелковска, која што е универзитетски психолог и психотерапевт. Потоа, исто така, со друго истражување излегува и HERA во однос на насилството, дека помеѓу момчињата е се поголемо и младите дека имаат сериозни предизвици со менталното здравје. Сите овие истражувања некако кога ги изгуглав ми дадоа така идеја да проговориме на оваа тема, иако ми се чини дека малку се говори, а треба многу почесто се говори. За ова се со цел навреме да се детектираат проблемите за да се решат. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар и ни доаѓа од Заводот за ментално здравје на деца и младинци младост во Скопје. И посакувам добри дојде и драго ми е што сте денес мој соговорник. И благодарам на поканата за оваа тема, навистина треба да се разговара и треба да се направи многу повеќе по оваа тема. И сега некој крича зашто педијатар, меѓутоа вие сте тие првата алка која што децата кога ќе дојдат кај вас, претпоставам дека вие си ги познавате и кога станува за збор за физичкото здравје, меѓутоа и за менталното. Па вие сте тие кои што треба можеби први да реагирате. Дали точно констатирам во случајот? Да, така е. Токму заради тоа Заводот за ментално здравје кај деца и младинци прво и несомнено мора да има педијатар. Педијатарот е првата линија, несомнено дека тој тим го сочинуваат и психијатрите, го сочинуваат и психолозите, го сочинуваат логопедите, го сочинуваат дефектолозите, социјалните работници и сите оние кои што навистина се грижат за детското здравје во овој случај, а и за здравјето на повозрастите. Несомнено заради тоа и Заводот за ментално здравје е крстен кај деца и кај младинци, младост, што посочува дека ние работиме и со многу поповрзни групи на деца адолесценти кои што навистина имаат потреба од наша помош и токму несомнено првата линија на целата работа, носечка работа е токму педијатарот кој што навистина треба да се грижи за децата. И сега за да се надоврзаме на сите овие истражувања кои што ги напоменав јас прикако пред да започнеме со разговорот, вие минатата година имавте учество на меѓународен психијатриски конгрес. Со какво излагање вие излеговте? Јас ќе кажам дека во тој конгрес беше навистина за голем поздрав, каде што учество зема огромни професионалци, големи професионалци од светот на психијатријата, психологијата, педијатријата, неврологијата и така натаму, сите оние кои што навистина работаат околу менталниот склоп на еден човек, на едно суштество, на едно битие и токму на нивното ментално здравје, односно потребата за одредени нови работи кои што треба да се знаат како во неврологијата, така и во педијатријата, се што е поврзано односно со мозокот, со сферата на менталното здравје. Ќе наведам дека ние тогаш излеговме со една многу интересна тема која што навистина стана хайлайт во светот на медицината, поготово кога станува збор за менталното здравје, а тоа е екранизмот. Ние како Завод за ментално здравје дури направивме и сопствено истражување токму во таа сфера, каде несомнено
дека работиме со тие деца кои што имаат таква проблематика предизвикана преди се од екранизација. Модерно време, ќе кажам, да, токму тоа стално го споменувам и каде и да сум гостин во последно време доста често излегуваме на оваа тема, пошто навистина ексцитираше како светската јавност, така и нашата. Ние не сме први у тоа, не сме пионери, но требаше нешто да си потврдиме и кај нас врз основа на наши научни достигнувања, врз основа на наши научни истражувања, врз основа на нашите професионалци како сето тоа го гледат, а и врз основа на патологијата и нацијата која што ние, народот кој што живее кај нас. Требаше сето тоа демографски да се потврди и утврди. Токму ќе кажам дека препораката на Светската здравствена организација дека до 3-та година од животот не смее да биде користен екранот. Ние тоа го прифативме и на некој начин го истражиме и утврдиме што се случува доколку детето е изложено на екран и што доведува и до какви проблеми и проблематики буквално кај тоа дете кое што е изложено на екранизација. Како за една историска информација ќе ви кажам дека далечната 97 година американците направија еден проект кој што се викаше Бебето Ајнштајн. Тоа беше првиот момент на екранизација, изложување на екран на едно дете. Но, јас ќе кажам дека има заклучок сето тоа. Тоа дете кое што беше изложено на таа екранизација, беше работена таа екранизација со помош на едукатор или родител или едукатор кој што е баш токму специфичен. Кај што беше проблемот и потребата за појава на такво нешто, беше да тоа дете почне да говори. Тоа е развивање на говорот. Ние ќе знаеме дека денеска, во денешно време, имаме проблем со отсуство на говор. Да, и тоа навистина Тоа дека е доста во често. огромни, дури да кажам... Дури до 5-6 години не говорат децата. Епидемиолошки рамки, ќе кажам дека стана епидемија и можам да ја потврдам со сигурност. Цела Македонија доаѓа во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци во Симпо, под здравствен дом, кој што е толку изразена проблематика која што бара толку упорна работа, како и од нас професионалците, како тим. Ја ќе кажам дека пред се никогаш кај нас не постои јас, постои тим. Точно Тимот така, е да. оној Само кој што така е има и носител, успех, да. нормално, и тоа можам со сигурност да го потврдам и да го сведочам, дека навистина тимот е, од тој тим зависи понатамошниот како третман, така и исходот од третманот и учеството на сето тоа. Но и ќе кажам една многу битна ставка, дека ние покрај што работиме со децата, ние ги работиме и родителите. Тоест работиме со родителите, правилно ги насочуваме, несомнено ќе се изразам и морам да звучам пластично пред нашите гледачи, буквално пред целата јавност, дека семејството се потекнува од семејството. Зародишто на нормално функционирање на една личност која што треба да биде психички, ментално и физички здрава, потекнува од семејството. Несомнено ќе кажам дека сите тие деца кои што ќе дојдат да побараат помош кај нас, а првично доаѓа да бараат помош поради моментот на неговорење. Јас ќе кажам дека тоа е сфера што ја говоревме пред многу години одамна јас и професорот Филип Дума, дека постоењето на псевдоаутизмот во Македонија како се разви и докажавме сега јас дојдов до заклучок дека псевдоаутизмот се буквално потврдува од екранизацијата, која што тогаш нели беше на некој начин несомнено криена и така натаму, но ковидот ни донесе момент да таа асоциализација на некој начин, таа затвореност ни ги предочи сите проблеми, да ги потенцири, да ни ги предочи дека да, навистина не треба тоа да се крие, туку за тоа треба да се збори отворено и апелирам, а и нормално ќе се само повикам да родителите веднаш кои ќе го приметат првиот проблем. Тој проблем да не биде приметен од некој друг, да биде приметен внатре во семејството и дојдат да побараат помош. Подоцна Јас би рекла подобро да го прифатат проблемот, бидејќи многу од родителите честопати и не сакаат да прифатат проблем дека има кај нивното дете, па си го припишуваат на нешто друго. Меѓутоа првин да го прифатат па да реагираат. Тука навистина настапуваме ние. Значи и апелираме и работиме со родителите, затоа реков дека ние покрај со децата работиме со родителите, тогаш не е потребно да се обвинуваат едни со други. Тогаш е потребно да работат со детето заеднички.
Нема потреба од обвинување, нема потреба од расправи и такви работи, него токму да се посветите на тоа дете без разлика нели на се друго и останато, дури да занемариме се друго останато, затоа зашто стално јас говорам дека поубаво е тогаш да плачеме тој момент, него подоцна кој ќе порасне детето, а сме ги пропуштиле сите тие моменти и веќе е доцна, многу тешко се санира, ќе кажам. Секој има свои ставови и видување дека до одредена возраст, ја несомнено, ја кога ја издадов мојата втора книга, која што беше развојна патека, беше токму патека како и во кој временски период и во која возраст да од едно дете и што да очекуваме. Неговите први движења, неговото прво гугање, неговите први видувања, неговата прва игра. Сето тоа требаше да се согледа, тоа се уште и ден денеска постои и опишано во нели развојната патека. Буквално родителите сето тоа да го диагностицираат, еве сега ќе се изразам така, и да дојдат да се јават кај стручните лица за да добијат помош. Многу битна работа, пак ќе наведам дека постојано во таа сфера човек кој работи не само како професионална деформација, не доаѓа да навистина тоа дете ја заслужува нашата помош, а и родителите, тоа дете заслужува и вниманието на родителите. Се од семејството, се потекно. Таа борба која што ќе ја вложат и тој труд кој што ќе го вложат внатре во своето дете е токму за да нивното дете утре биде добар, совесен и, како да кажам, функционален граѓанин на оваа држава. Само така можеме да изградиме ново општество кое што ќе биде функционално и чисто. Така се бори, на пример, да кажеме, еден модерен здравствен систем. Кај нас имаме малку, како да кажеме, пермутации, се уште може да збориме во некоја друга тема за тоа, но ќе кажам дека ние навистина, како луѓе кои што доаѓаат до вакви научни истражувања, поготово од како ја поминавме, нели таа патека на истражување буквално за екранизацијата, докажавме дека се од кај настануваат проблеми и ние сме тие кои што подоцна ќе ги дадеме и првите препораки, не дека не сме ги дали, но тоа треба да се санира и да се обработи многу убаво и за да дојде до некоја, да кажеме, сила или некој ветер во грбот, тоест професионалци, пак повторно и луѓе кои што разбираат зашто е тоа потребно, да го дадат тоа од папир, да го стават во действителност и да може да идеме понатаму. Тука ќе напоменам исто до нашите гледачи, ќе им се обратам ним доколку имате некоја прашање во однос на проблемите со децата, во однос на нивното ментално здравје и на оние други нели пропратни проблеми кои што се јавуваат како аутизмот и ред други работи, може да се приклучите во нашиот разговор ако имате некој нели прашање и да го поставите до мојот денешен соговорник, а секако тој е тука да може да ви посочи како одговори, како препорака што да преземете. Докторе, бидејќи сите деца се различни на некој начин. Апсолутно. И треба многу убаво да си ги познаваме нашите деца за да знаеме кога нешто не е во ред со нив. Пајте вака една, како да кажам, една општа дефиниција за тоа што представува менталното здравје кај децата, како дефиниција за да знаат нашите гледачи дали нели е се во ред со нивното дете. Вака. Можеме ли да кажеме на општа дефиниција? Вака, општа дефиниција не постои веќе во денешно време, бидејќи многу се расширивме, многу се расплинавме, и ако кажеме дека состојба на здрав ум е ментално здравје, ние у денешно време тоа не можеме да го потврдиме дека е тоа така. Токму поради причината која што и сега ја наведов дека ние сакајќи на некој начин да се ослободиме самите себе си, даваме тие телефоните, тоест екраните на нашите деца, тие се влегуваат во својот ментален свет и таму остануваат. И тогаш се менува и личноста и се понатаму. Да, ментално здраво дете е она дете кое што ние како родители ќе го препознаеме дека ги бара првите играчки, дека сака да се заигра, дека слуша команди, дека ги препознава основните работи што ќе му ги посочиш, дека не слуши, дека не перцепира и така натаму и така натаму. Тоа е сега еден голем, да кажеме, круг на позитивни работи, но ќе кажам и дека зашто ние повторно не идеме у таа сфера и стално ќе кажам дека оној спектар аутистичен, тоест на тие disorders, ASD disorders, ние што ги викаме, е многу па тој е поразличит. И тоа е она што ние треба првично го приметиме кај детето кое што има проблеми со менталното здравје. Тоест, тоа дете
е тотално дефокусирано, тоа дете нема задржување на внимание на одредена работа, тоа дете нема поглед очи со очи, тоа дете повтара и репетира само одредени состојби и ништо повеќе, значи не иде во некој. Тоа дете апсолутно можете да му го покажувате името 100 пати, да го викате, тоа не се врти, не одговара на своето име, тоест не се препозна. И ред друг од симптоми, односно параметри ние ги викаме, кои што се од таа лепеза на тие disorders. Ќе кажам дека првичните, ние идеме до неколку 5 и така натаму, ајде некој пат прогледуваме низ прсти, но сепак оставаме простор, доколку се присутни некои од тие, ние знаеме дека тоа дете веќе има проблем. И од тука почнува нашата работа како тим, каде што да се утврди, да. Зависно од возраста, нели ние нормално не форсираме дека првично даваме да се работи со дефектолог. Знаете, сте имали гости дефектолози кои што доста кажале по таа тема што е потребно да работат и на делот кој што и ние како лекари ќе го препорачаме на оставаме на професионалците да го насочат тој дел како да биде дали тоа дете има потреба од груба моторика, фина моторика, развивање на сетила и така натаму, значи сето тоа е во дефектолошкиот третман без кој што ние апсолутно нема да успееме. Тоа е цел тим кој што работи на едно. И да така и треба да остане, дека треба да го прифатиме сето тоа, дека модерните држави не работат на јас, туку работат на тим, на ние. Увек се јавуваат како ние, бидејќи тоа не е колективна свест, него тоа е заедничко размислување и познавање на заедничката проблематика, па така и проблемите се решаваат само заеднички. Ќе кажам дека подоцна доаѓа фактот кога самиот дефектолог ќе потврди или ќе оцени дека ова дете веќе ги има првите зборови, дека веќе моториката е доста развиена, мозочната комуникација кај тоа дете веќе функционира, тогаш веќе идеме на говор. Обработката на говорот настанува од страна на логопед, кој што минимум, јас ќе кажам, зависно од возраста, зависно од проблематиката која што сме утврдени. Па и дури ќе кажам од IQ-то, тоест од интелигенцијата кај детето. Зашто го тоа зборам? Ќе ви кажам, бидејќи тоа е во правец на функционалност. Постојат деца кои што имаат функционален проблем, имаат деца кои што имаат нефункционален проблем. Постои функционален аутизам, постои нефункционален аутизам, кој што на некој начин ние треба да одредиме и да знаеме дека тоа се бележи со граница на ментална ретардација, некој пат табу тема беше порано, не требаше да се спомну, но сега отворено треба да се каже за тоа, дека навистина определувањето на IQ-то од страна на психологот со посебни, нели да кажеме, методи кои што ги имаме и скали, еве ќе кажам, се определува висината на коефициентот на интелигенција според тоа и начинот и третманот, односно чекорите во работењето и помагањето на тоа дете да стане една зрела и здрава личност или подобрена личност, затоа не го кажав терминот функционално. Ќе кажам дека голем учинок има интелигенцијата, бидејќи тие деца брзо стануваат, ќе кажам дека и многу познати личности се ден денеска аутисти, па се најпознати личности, научници, глумци, актери, многу има, нели како кажам. Ама тоа се во суштина ретки случаи. Ретки случаи, но ќе кажам дека само на такви случаи тоа е работено на тие деца, па е добиен некаков си резултат. Тоест, затоа кажам, е направен функционален аутизам. Сметате дека треба многу да се работи. Многу работа. Значи јас несомнено ќе кажам дека државата навистина треба да има една стратегија. Јас пак ќе кажам без разлика што. Кај нас за жал нема за ништо стратегија. Па јас сметам дека нема стратегија, без разлика кој да каже дека нешто работаат или дека се здружуваат во тој дел. Ја мислам дека таа работа е сепак општа работа и тука треба сите професионалци се вклучат од сите области кои што се навистина засегнати, кои што треба да работат со такво едно дете или со таква една личност, за да му го подобрат или олеснат животот. Што значи пак тоа ќе кажам? Дека и таа единка е составен дел на едно општество и таа единка учествува во градењето на едно општество. Ако ја оставите да биде нефункционална, ќе биде на терет на сите други. Нема да биде на сама на себе да се генерира потребните или потребните работи кои што му се потребни за тој негов недостаток. Така да ќе кажам дека се уште јас, ова е моje лично видување, дека сметам дека воопшто ништо не е направено. Таа сфера доста години, иако и покрај тоа што имаше програма, ништо не се работеше. Ќе каже некој, не зафати епидемијата, демек со ковид, па и другите држави беа па и грабеа напред. Тука имаше системски недостаток. Нема оправдување за такви работи. Нема оправдување, сметам дека одредени луѓе навистина не се заложија да го
заменуваат на некој начин нашето општество, остана на едно исто ниво на кое што тоа е нивно фајда функционално ниво, па не сватија што значи ментално здравје. Нив не ги обучувале за менталното здравје сигурно, но пак да се вратиме назад кон децата. Ние се правиме за децата, ќе кажам дека се за децата, таа максима моја навистина насочена, па и ме однесе баш буквално во овај најбитен момент на случување што се случуваат во цел свет, а тоа е моментот со менталното здравје, проблематиката со менталното здравје, кој што е многу широка. Јас ќе кажам и само ќе ги наведам да знаат гледачите дека што е предмет на обработка, недостаток на говор, појава на одредена, да кажеме, ретардација, појава на псевдоаутизам, појава на аутизам, појава на первазивни расстройства кај деца, појава на стрес кај овие деца, појава на булингот, ќе кажам, кој што не е сега појавено негото. Сите овие работи треба со време да бидат спречени, така иде и она поговорката подобро да се спречи отколку да се лечи. Ќе кажам дека со време доколку се дојде и се презентира проблема, тогаш ќе има и соодветен начин на одговор. Јас ќе кажам како еден вид на цифра дека годишно во Заводот за ментално здравје има над 30.000 деца кои што поминуваат барем за основен преглед или проблематика. Тука ќе кажам дека доаѓаат и некои за одложување на училиште, па ние правиме соодветната проценка, ги даваме нашите мислења дека навистина тоа дете може да почека една година за да биде подобро или подобро прифатено, но ќе кажам дека нашето општество треба да гледа многу напред, дека со појава на МКФ дојде и до проценка на функционалноста кај тие деца, односно дали тоа дете заслужува асистент образовен или помошен асистент и така нато, кај што ќе кажам и пак повторно ќе се навратам, во Македонија недостасува кадар. Значи ние може да имаме милиарду секретарки, милиарду ложачи, се можеме да имаме, возачи се, а стручниот кадар го немаме. Па тука е тој недостаток, никој за тоа не размислуваше, него сите гледаа на некој начин нешто друго да си задоволат соодветни апетити и за токму заради тоа и трпеше нашето општество, поготово здравството. Знаеме у каква состојба е сега моментално здравствениот систем, да, знаеме дека тоа погубна, моментално можам да кажам дека е девастиран здравствениот систем. Сведоци сме да слушаме по телевизија вести, се хорор вести се, значи можам да кажам од недостаток на операциони сали каде што живот зависи за тоа нешто, но па вработување на несоодветни кадри, сето тоа си ги повлекува проблемите. Да, ама тоа се провлекува минативе, да кажам, десетина години, тоа си остана како тренд. Сметам дека треба да биде сменето, а ако не, ние ништо нема да направиме. Сведоци сме дека го губиме медицинскиот кадар, дека се повеќе се иселува еден период, памтам кога се уште и специјализантите протестираат. Да, значи јас моментално памтам дека еден период кога зборевме за некакво си, па јас ќе кажам за мене не, ама тоа беше некој си утопично општество дека ќе станеме вакви и такви. И ден денеска се залагам да дојде до промена на нашето општество и ќе несомнено ќе продолжам така, ќе кажам дека говоревме за еден среден здравствен систем каде што професионалноста треба да се остави на професионалците, менаџирањето треба да се остави на менаџерите, но сите да функционираат како едно. Јас ќе кажам дека сето тоа не испадна ништо од тоа, видовме што се случи, ајде пак ќе се навратам, ќе се само повторам дека тврдевме дека пандемијата не кочи. Другите држави има пандемија, па отидоа многу напред, дури и GDP-то им се зголеми и така натаму, а ние здравството го девастираме. Пошто ова е емисија за здравство, ќе кажам дека навистина треба да сите заеднички, бидејќи како народот, ако не го крене својот глас, нема да дојде до промени. Сметам дека и така и понатаму треба да продолжи, дека навистина треба да се заложиме за едно функционално општество, поготово еден функционален здравствен систем. Зашто? Токму ќе се навратам дека децата се тие кои што треба да ни се здрави. Ние ако имаме нефункционалност, нема да имаме ни професионалци кои што ќе работат со овие деца и така натаму, но ќе кажам дека сепак сега за сега и покрај условите кои што ги имаме, Заводот за ментално здравје кај деца и младинци под здравствен дом Скопје функционира безпрекор. Така, и како што кажате, и покрај условите што ги имаме, тоа е многу битно да се напомене, бидејќи навистина условите во државното здравство се катастрофални и како и за вас медицинските работници, така и за пациентите кои што да ги користат услугите. Сакам тука да напоменам еден момент кога станува збор за менталното здравје кај децата. Кога говоревме со вас во однос на оние книги кои што вие ги имате напишано, многу е важно да уште кога детето е во утробата на мајката, уште тогаш
треба да се знае дека се формира менталното здравје на детето. Како да тука работите, бидејќи еве, или сте педијатар, малку тука да го Јас се објасниме. кажам дека Колку е важно што од зачнувањето на бебето во утробата на мајката додека го носи, да мајката нели биде смирена и така натаму, дека сите тие психолошки состојби на мајката делуваат и на плод. Вака, јас пак ќе се навратам и тоа што го кажа, сум го кажал во книгите. И постојано го повторува. Семејството е зародиш на една здрава личност. Ако е здраво семејството, и тоа дете ќе биде здраво. Па дури во утробата, доколку мајката е со таткото постојано во една убава хармонија, и тој плод ќе биде хармоничен. Доколку постои дисхармонија, и тоа дете ќе биде можеби со некаков си проблем. Так. Несомнено, ние постојано апелираме и алудираме дека кај овие деца, токму кои што се со ментална проблематика, родителите бидаат чекори да го имаат дури и домашниот третман. Давам една препорака во својот извештај, поготово во моите извештаи, да детето има потреба и од домашен третман. Или ја пишувам домашна стимулација. Так. Тука секако дека ги давам насоките, не можам се да ја опишам колку ќе им изнакажам, можам многу работи да им изнакажам, бидејќи јас сум имал таква своја собствена состојба лична семена, која што сум ја почувствувал на своја кожа, за да можам и полесно да испрезентирам на другите, да не ми биде табу тема, каде што залужувањето треба да биде од двајцата родители, Точно така, за да се постигне краен позитивен успех. Пак ќе кажам позитивен, ќе кажам дека имаме и доста проблематики по модерното време, смени многу други, да кажам, патологии комплицирани да се појават, дури промена на генетиката, модифицираната храна, нечистата животна средина, загадувањето, тешките метали. Јас ќе кажам дека сега секое второ дете ние со баш алергиска проблематика. Но не е само алергија, ако човек презентира, тоест едно дете презентира и ваква алергија која што е ринитис, конјуктивитис и така натаму, тоа дете значи има и алергии во внатрешните органи. Значи тука не е исклучена алергијата на цревата, не е исклучена алергијата на... Да, бидејќи се потекнува од натре. Се потекнува, тука се тие, да кажеме, алергиските фактори, алергените кои што циркулираат низ целото тело, тука нели тие, да кажеме, преносни мостови кои што нели означуваат алергија кај едно дете, знаат дека се прави оштетување на мозокот, на слузницата внатрешна, а тоа е еден функционален систем. Обично деца кои ќе дојдат со ментална проблематика, ќе ви кажам, само несомнено го кажам на родителите дека задолжително треба да ги направат тие алерготестирањата. Постојат специфични алерготестирања, поготово на храна. Вие знаете дека храната е еден, токму и заради тоа во тимот е потребен и нутриционист. Тоа да знаете, ќе ви кажам и зашто, буквално за креирање на исхрана кај тие деца кои што имаат ментални проблеми. Тоа дете е со алергија, ќе се докажат доста алергии, дали се тоа алергија на глутен, на казин и така натаму, има повеќе кои што Ова прв пат го слушам, да знаете дека влијаат и на менталното. Зашто? Ресорпцијата од страна на тенкото црево, значи на гастроинтестиналниот тракт, е пореметена. Со тоа детето има гастроинтестинална проблематика, а има проблем со менталното здравје, бидејќи одредени потребни субстанции, односно еве ги викаме ние минерали и витамини, кои што треба организмот да ги внесува, тој ги исфрла. И не може да ги внесе, а тоа е потребно за исхраната на мозокот. Ќе кажам дека откако ќе се утврди одредена алергија, поготово специфичните алергии кои што се прават кај овие деца, ќе знаете дека тие деца се 99,9% со пројавена алергија некоја, 99,9% со метали во себе, бидејќи не ги сврлат тие метали, не им функционира значи гастроинтестиналниот систем, значи и тука треба да се отпочне со соодветно суплементирање и соодветна исхрана која што ќе доведе до детоксикација на организмот, а преку таа детоксикација и убаво делување на сите одредени препарати кои што ќе му бидат дадени на тоа дете. Несомнено тука ни се надоврзува и темата да кажеме дека децата ќе користат одредена исхрана која што ќе биде зададена исхрана.
На децата кај што им е забрането користење на млеко и млечни продукти, ќе бидат исфрлени млеко и млечните продукти. На деца кои што им се тестенини, значи знаеме глутенската, значи како е, ќе им бидат дадени само специјални брашна или специјална исхрана да се јаде, без глутенска исхрана. Несомнено, затоа сега гледаме на многу производи без глутен, без... Зашто? Па тоа, ова модерно време, ова загадување и сето тоа предизвика да се појават тие алергии, кои што порано не ги имало толку, ги имало во мал број, а сето тоа довело да дојде до промена на менталниот промена и појава на проблеми со менталната пракса. Она што е многу битно за целата ситуација, дека едно дете кое што е со ментални проблеми треба да биде обработено од целиот тим, но родителската грижа треба да биде настаната и да се грижат за да тоа дете покрај сите овие докажани диагностички моменти морат заедно да делуваат за да тоа дете го извлече на некој начин. Да го детоксицираме, да му направиме состојба на чистење на организмот, а тука да делуваат омега-3, значи кои ни се многу потребни за исхрана на мозокот, а одредени аминокиселини, ќе ги кажам габата и така натаму, кои што многу е потребна за комуникација на двете мозочни хемисфери и нормално ќе кажам дека одредени субстанции кои што прават депривација за да може тоа дете фокус да има, тоа се препарати, се природни препарати, бидејќи во досега пак ќе кажем и во светот не се утврди дека некој препарат е еден и единствен инфициран дека делува кај децата со аутизам или кај децата со проблем со говор и така натаму, него комбинација на повеќе одредени субстанции ќе даде барем нутритивен пристап или третман на лекување на тоа дете. Так, кога сум говорила на тема аутизам, секако сме напоменувале дека многу е важна исхраната да се промени за да има Еве сега дознав ти нешто такво дека. Да, за да има добар ефект. Меѓутоа за менталното здравје, како ова проблем не сум знаела дека треба да се промени начинот на исхрана. Бидејќи кога станува збор за родителствувањето и како да кажам воспитувањето на детето што од мали нозе, честопати покрај обврските можеби повеќе е застапена како да кажам улогата на мајката во воспитувањето на детето, помалку улогата на таткото или обратно, а многу е важно и двата родители да учествуваат во воспитувањето. Зошто е тоа така? Бидејќи многу од родителите, знаете како, вие имате повеќе време, вие ќе посветите, или мајката, или таткото, еден на друг некако си ги префрлаат обврските, ти си послободен, ти повеќе ќе поминеш време со него и ти ќе се грижиш, нели? Меѓутоа не е така. Да, не е така. Не треба да биде така, за да биде нели нормално. Вака, у денешно време знаеме дека развивањето на едно дете. Семејство се 20 родители. Да, точно така, ако не би било така, нели не би било и да, машко и женско, кое што мајката е таа која што ќе го роди создаде детето. семејство, да. А таткото ќе учествува во помагањето на сите оние работи кои што детето треба подоцна да ги не за џабе и несомнено е кажано дека мајката го носи воспитувањето на детето, а таткото ги носи насоките и сигурноста кај детето. Точно така, затоа двајцата имаат удел. Двајцата имаат удел. Значи јас ќе кажам дека само заеднички кои ќе функционираат родителите, иако сме пак ќе се наврата модерно време каде што веќе сведоци сме дека доаѓа до уништување на многу семејни заедници и така натаму поради пак ќе кажам таа гордост која што сигурно постои. Никој не го гледа детето, туку се гледаат себично едните самите себе си. Ќе кажам дека во денешно време доколку сметаме, а ја знаете мојата максима е се за децата, дека ние треба да се прилагодуваме и да сме заедно во се. Без разлика на сите оние разлики кои што постојат, никој не е нели совршен, пак ќе кажам, но грижата треба да ни е на децата. Грижата треба да е за децата и грижата треба да биде насочена кон децата. Затоа зашто и тие утре доколку детето не е здраво, тогаш и ние не сме здрави. Тоа го знаете како факт, како еден разговорен момент нели кој што сите ние сакаме да го дискутираме и да разговориме по таа тема, а тоа е токму дали да се посветиме на нас самите себе си или да се посветиме на децата, ќе кажам дека се е во текот на тие 24 часа.
Ние токму тие 24 часа имаме време и за спиење, имаме време и за работење, имаме време Ако за го распределиме семејството, правилно времето, ама имаме да. време и за себе си. Така. Да си посветиме, дали се некој, нели, тоа е конкретно, не може, за мене не е оправдување, јас знам дека увек има, нели, отстапки од целата состојба, но ако поготово имаме дете кое што има ментални проблеми, тие родители треба во се да се заедно и да учествуваат во се заедно. Само така ќе го постигнат успехот. Затоа и темава на денешната дискусија е токму менталното здравје, поготово кај децата. Јас ќе кажам дека не го оправдувам отсуствувањето на едниот или другиот родител во целата ситуација. Таткото не може да ја замени мајката, мајката не може да го замени таткото. Сведоци сме на повеќе самохрани семејство, тоа е самохрани родители Колку и тоа е проблем за едно дете? Па јас ќе кажам дека се јавува проблем. Се почесто, се извинувам што ќе ве прекинам, Нема проблем. години наназад веќе можеме да се информираме и статистички дека има се поголем број на разводи, а тука нели тука внатрешни потекнуваат други проблеми во проблеми. семејството што се провлекувале, а тоа децата нели сето тоа го минуваат, минува низ нивното Како факт психичко ќе ви здравје, кажам, Дали е тоа последица на нефункционалност Да. се повеќе на едно семејство? Да. Токму заради тоа ќе ви се навратам на сето она што ние го среќаваме како тим кој што работи покрај разводите што се ова. Што се Како случува со треба да децата? се внимава во тој? Што се случува со децата? Ќе наведам дека со децата се случува следно. Кај тие деца се појавува ноќно мокрење, кај тие деца се појавува отсуство на говор, кај тие деца се појавува една пресвртница, кај тие деца се појавуваат стравови, фобии, кај тие деца се појавуваат се повеќе первазивни проблеми, се повеќе проблеми со самата психа, кои што дури води во диагнози кои што се многу поопасни, дури во шизофренија може да прерасне. Стресот ќе го наведам како ова, страв и дури појава на булинг, нели, кој што се манифестира како цел на насилство или насилство кое што се случува во едно се. Широка е палетата на сите тие проблеми кои што се случуваат и какви деца доаѓаат на семејства кои што се распаднати. Токму несомнено и со причина го зборам денешниот разговор како родител, како човек кој што има семејство и пак ја кажам, без оглед на сите случувања, поготово оние родители кои што имаат деца со проблеми со ментално здравје, треба да се заедно во се. Не е тоа чекор и факт и момент дека тоа што треба да се разделиме па се префрли одговорности и обвинувањата кон едниот или кон другиот родител, него треба заеднички да кажеме дека треба да се помогне на тоа дете, па подоцна што ќе се случи небитно. Значи детето е центар на светот. Ние семејството го градиме и темелите на барем оние кои што разбираат, пак ќе кажам, никого не ни сакам да некој начин да обврзам или да го осудам и да кажам дека тоа е нели правилно е здраво семејство и затоа збориме им модерните општества зборат за правилно семејство, каде што навистина учинокот ќе дојде од двајцата родители, учинокот ќе дојде таму кај што треба се помогне на тоа дете, а се повеќе и повеќе проблеми настануваат, кои што ги напоменав сега, настануваат поради растурање на едно семејство. Но колку еве на пример за жал, како што кажав, чест е проблемот. Туку колку едно семејство кога ќе реши да се родителите да стават крај на својот брак, колку тука треба навистина да се внимава на состојбата на детето, на психичката состојба со оглед на тоа дека навистина сето тоа го чувствува, го доживува, дали можеби треба да посетуваат психолог и родителите и детето, за да сето тоа се надмине на добар начин и да нема некое лошо влијание врз нивното здравје. Така, јас ќе кажам... Колку треба луѓето тука навистина сами да бидат свесни и да не работите ги прават во лоша насока или да не стане детето, ме разбирате, како едно пинг-понг топче, па преку него да се фрустрациите и да ги лекуваат родителите. Во 99% на случаите родителите пробуваат да тоа дете биде пинг-понг. Тука ќе наметнам потребата од тесна соработка на Центарот за социјални грижи и на Заводот за ментално здравје кај деца и младинци. Пак ќе кажам, се е тоа точно дека се Центар за социјални грижи. Се гледа социјалата, се гледа нели тој момент кој што можеби е но тие не се професионалци кои што можат да го забележат што се случува кај детето. Тоа е задача на тимот
и тимот е тој кој што треба да одреди дека тоа дете му се случува такви, вие сопрете ги нив. Не може детето да го двоите од мајката во 3-годишна возраст да биде повише кај таткото. Не, тоа е тотално погреш. Детето има атачизам кон мајка, детето осеќа заштита од мајка. Затоа реков, никогаш таткото не може да ја замени мајката, нити мајката го замени детето. Но пак ќе кажам, мојата задача е да го гледам и задачата на тимот е да го гледа здравјето на детето. Освен во исклучителни случаи каде што се докажува дека мајката не си ја врши својата улога на мајка. Точно, ама тоа ќе ви кажам и зошто е така. Во 99% случаи и двајцата родители се поканети кај нашиот клинички психолог да поразговараат. Тој им ги дава насоките што е проблемот и што може да му се случи на детето како последица на нивниот момент. И кога треба, на некој начин да им каже дека треба тоа дете да се гледа, да се пушти, да се чува, заеднички да му се дадат некои заеднички моменти и така натаму. Тој клинички психолог е нас поминал многу случаи. Точно така, да. Кои што сега кај нас веќе се вообичаеност, ќе кажам. Но мене како лекар ме интересира менталното, физичкото здравје на тоа дете. Родителите не ме воопшто интересира. Од каде да тргнеме, доктор Антоновски, сега, за да со сите овие работи кои што ги говоревме досега, како, дали вие како еден завод, дали имате некој предлог, дали имате соработка, со Министерството, точно, Здравствениот дом Скопје е под Министерството за здравство. Да, така. Меѓутоа, дали вие имате некоја иницијатива за ова, бидејќи ова навистина загрижувачко? Веќе секој второ дете е со аутистичен спектар на нарушување. Веќе секој второ, трето дете има проблем со говор, има проблем со концентрација и така имаме натаму. секој трето да биде со аутизам. Значи, како да се реши проблемот? Како, од каде да се почне да може да се стигне до некој ниво? Токму и тоа го кажа во почетокот устатот на нашето, пошто не ми трае емисијата и долго, ќе кажам дека како заклучок дека несомнено ако сакаме да изградиме такво добро општество, кое што само ќе биде прилагодено, ние не треба да идеме многу подалеку. Треба да видиме што прават комшиите или светот, па да го прилагодиме на наши услови. Тоа е многу лесно. И ден денеска знаеме дека сведоци сме дека препишуваме закони. Ние не можеме да измислиме топла вода, но да ги прилагодиме на нашите услови. Ако гледаме дека ништо не функционира кај нас, некој треба да предизвика, тоест да побара чекори кои што треба да идат понатаму. Кај ги бара тие чекори? Кај професионалци. Ке кажам зашто го ова говорам. Не треба да го бараме кај поединци, треба да го бараме кај професионалци. Еден тим, јас зашто викам, не сочинува еден човек и јас цело време да биде тој што ќе ја ќе го дам предлог од ја. Не, целиот тим го дава предлог. Се прават округли маси, се седнува и се разговара. Се викаат повеќе професионалци. Па ќе каже, тој работи на таа проблематика, тој работи на таа проблематика, се прави фузија на целата состојба. Тоа веќе го има напишано, другите веќе го измисли. Ние треба да го прилагодиме. Тоа сам да кажам. Ама како да се треба случи да се сето тоа? соодветни професионалци соберат на округла маса и да се разговара и да се дискутира. Тука, пак ќе кажам, Кој треба да го инициира тоа? Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала. Добро, на никој треба да му предочи. Сакам да ви кажам, значи тоа се повише, како кажам, чимбеници ги викам, нели, членови кои што ќе учествуваат да се решат работите, да се решат работите. Ако веќе имаме проблем, отворен е проблемот, сите дискутираат за проблем, дајте да го ставиме, јавна дебата ќе го ставиме и сите ќе разговараат. Па јас ќе си зборам од мојата област, ќе ги предочам проблемите, па тој ќе збори од неговата област, па ќе ги предочи проблемите. Сите искуства да се споделат. И сите искуства кои ќе се споделат и ќе се спојат, нема да биде више тоа табу тема за прво за луѓето, ќе почнат слободно да говорат и тогаш ќе се дојде до едно наше практично решение. Ја никогаш не можам да говорам да ние земеме пример од Србија, да земеме пример од Бугарија. Ние за булингот требаше уште одамна да земеме пример од Србија. Но еве и србите застанаа, не го усвои Алексовиот закон или за детето кој што прво нели се случи тоа нели самоубиство поради булинг и така натаму. Алексов закон што требаше да го имплементира, ние требаше да го приложиме кај нас. Кај нас веќе се случуваат, никој неќе да сака да го, а булингот е присутен. Ние говориме на неколку трибини или на неколку теми или на некоја телевизија, ќе излеземе како стручњаци, но сето тоа, ќе има кампања од одредени фирми, не треба општеството да се вклучи во таа работа. Се знае дека секој општество се состои од државен сектор и од приватен сектор сега, такво ние нели капитализмот веќе некоја демократија имаме, но треба и двете заедно да застане државата како таа која што треба да ги диктира работи. Најнакрај што државата ги носи законите. Може и некој приватник да ги диктира, нели
работите како треба да се движат, но треба државата да ги донесе. Да се усвои тоа во уставотворен дом, нели во законодавен дом и така натаму, да се потврди и тек тогаш да се случи да се. Тоест многу убав израз има да ги имаме вистинските правилни патеки. Другите држави зборат за клинички патеки, а ние немаме такви нешто. Се уште немаме, нели, за да се одредени. Само се као на папир, а никој не ги почитува. Тоа само кажам. Доктор Надоновски, вака како за крај сега, треба да се формира, еве денеска се конституира седницата во собранието за нели да се оформат тие формални работи кои што треба да се случат за да се прифатат нели и пратениците и сето тоа. Потоа треба да се формира нова влада, нови министри. Планирате да се сретнете еве вие како еден тим кој што работи на целата оваа проблематика, например и со новиот министер за труд и социјална работа и со министерот за здравство кој ќе биде. Па некако чисто да поразговарате, да ги посочите овие проблеми, бидејќи како што кажавте, многу треба внимание и многу треба да се работи нова. Ние само вака да збориме. Да. Ние како информација. Несомнено дека еве моето присуство во здравствениот сектор и вие знаете дека е многу одавна, поодавна, каде што и јас очекував дека ќе се случат многу промени и така натаму, па не дојде до случувањето на тие промени. Иако бевме иницијална каписла за многу работи, дури го пишавме, значи дадовме пишани документи. Секој пат сум бил на врвот на својата задача и постојано ќе се трудам да ова општество дојде до промена на ова општество. Тоест да дојде до промена на правилата на играта, односно конституирање на едно функционално здравствено општество, еден здравствен функционален систем, една здрава здравствена средина каде што сите на некој начин ќе бидат покриени, а каде што ќе учествуваат и државниот и приватниот сектор. Ќе кажам дека било кој да не повика нас, ние сме тука, професионалци сме, постојано тоа не е проблем да не најдеш колку сме на рака се броиме, за да кој што ќе дискутираме, јас пак ќе викам без својот тим нема шанси да бидам присутен било каде. Да се говори, да се заедно состави нешто што е практично и што треба да се работи. Не дека порано не се работи, ќе ви кажам во поодминатите години, децени назад, можеби професионалците во здравствените, професорите и така натаму го работеле, но тогаш имало, пак ќе кажам, потврдена цврста, силна држава која што стоела за тоа. Сега во моментот ние го немаме тој цврст здравствен систем и правилно управување на тој здравствен систем. Па заради тоа и настанале овие, да кажам, недостатоци кои што сето тоа лесно се исправа. Постојано може да ве разговараме, да седнеме, да им ги дадеме ова, да се предочи тоа да се стави на еден лист, ама и да се донесе како закон и како правило. Ништо повеќе. Ако можеш еден мој термин да профункционира и да не биде репер, ја денеска имам закажано мој термин и мора да си дојам на мој термин, освен нели ако сме нешто, нели не сме во добра физичка состојба и така натаму, во спротивно мојот термин функционира и точно пациентот знае дека треба да дое на 10-ти, 6-ти во толку часот и крај. Така и со ова, ние ако ги дадеме сите наши, може да се работи од сите аспекти, може да бидат вклучени како државата, така и НГО-та, така и проекти, и други држави. Јас ќе кажам дека несомнено тоа го правев во детската болница Козле, кога бев директор, дека многу држави ги дадоа своите донации за нашите деца, за македонските деца, и дека тоа функционираше со донацијски систем, каде што се направи и многу убави работи. Вие знаете до кој степен беше подигната детската болница Козле и несомнено викам дека учинокот можам секој пат да го дадам, токму и само заради децата. Се за децата е вистина, не е само максима. Ајде да се надеваме дека сето ова што говориме нема да остане само на говор и на информација секогаш како нели ние медиуми што сме задолжени да ги презентираме до нашите гледачи. Се надевам дека нешто ќе се покрени, на вистина нешто ќе се преземе во однос на сите овие работи за кои што говоревме, на вистина се доста сериозни во однос на менталното здравје кај децата. Ви благодарам многу за денес. Ви благодарам, како на стартот што реков, на поканата, и да не сте вие медиумите, мислам дека нашиот народ не би го слушнал сето ова, не би ни знаел што се случува, а токму тука е целата таа задача дека сите заедно пак повторно чиниме еден систем и треба да сме заедно во се. Токму така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание и ве слушнавте за какви се проблеми говоревме во однос на менталното здравје кај децата, па бидете совесни, бидете свесни, реагирајте навреме за да
спречите било какво нарушување од потежок вид. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.